Често задоволство да ова утро наш гостин е авторката токму на ова печатано издание, господја Кристина Краличен. Добро утро. Добро утро и од мене. Ви благодарам на поканата и често е да учествувам на оваа утренска емисија како гостин во вашето студио. Така, неодамна го издадовте токму ова дело Дното на моето небо. Емотивно пишано дело кое што интересно е што го објавува крајот на една етапа од животот и почетокот на нова етапа. Раскажете ни повеќе. Дали станува збор за личен пример можеби од вашата околина, да дадеме повеќе поттика за оние кои сакаат да купат, подарат токму едно убаво пишано дело. Благодарам за најавата. Дното на моето небо и како наслов мислам дека интригира и верувам дека и читателите кои ќе го погледнат како дело или книгата, Дното на моето небо, што би било дно на небо? Значи, сигурно тоа секој ќе си го постави прашањето и кога се забележува оној дел моето небо, веднаш се подразбира дека станува збор за некоја лична состојба. Во случајот се работи за психолошки роман, филозофски роман, значи со повеќе филозофски сентенции во текот на целата наратива. Имено би рекла дека влегува во категоријата на модерни романи, не модерен од аспект мода, него од аспект на карактеристиките што ги носи со елементи на современ роман. Зошто модерен роман? Бидејќи не се обрнува многу внимание на настаните, активностите или некои случувања, ситуации, туку се работи за внатрешен наративен монолог на главната хероина, која што е главен лик на романот. И таа всушност поминува низ фаза на самоанализа, на психолошкиот момент, затоа што во одреден период кој што го поминува е тежок за нејзе, бидејќи поминува низ одредена болка, а тоа е всушност загубена љубов која што е имала, меѓу другото и загуба на работното место. Сите ние се судираме во однос на прашањето за инспирацијата. Имаме дефинитивно во нашите животи сме имале некој сличен, да речеме, проблем или пак некоја дилема или некоја одлука што требало да ја донесеме во животот и верувам дека многу од читателите ќе се пронајдат во текстот на овој роман. Се работи за филозофски, психолошки и љубовни, би ги нарекла, детерминирани вертикали, низ кои што се преплетуваат праволиниски, да речеме, хоризонтално одредени сентиментални тонови, бидејќи емоцијата е всушност застапена во текот на целиот роман. Значи, од почетокот до крајот нејзината емотивна состојба во наратива на внатрешен монолог во прво лице, практично романот е изразен во прво лице еднина. Значи, ние сме во главата на таа личност. Нејзината борба се гледа преку еден временски теснец. Значи, ова е сегашност од неколку дена е дејството, меѓутоа по потреба се враќа во наративата со размислата во минатото за тоа што се случило. Тоа е скорешно минато. И на тој начин тој временски теснец од сегашност и минато е испреплетен во романот. Имено овој роман би бил мотивација. Значи, ова е еден вид на далеко од мотивацијска книга, меѓутоа индиректно дава мотивација кај читателот да превземе нешто за кое што има некаков проблем или некоја дилема, тоа што го спомнав веќе, и самиот тој да размисли каде се наоѓа, каде стои, што е тоа што е потребно да го осознае или што е тоа што е потребно да го промени понатаму. Бидејќи хероината во овој роман по пат на тоа што самата себе си помага и самата себе дозволува да го проучи собствениот интегритет и собствената идентификација на самата со себе, на тој начин и читателот, бидејќи е во прво лице еднина, веднаш чувствува некаква промена кај себе. Барем од оние кои што беа на промоцијата, јас би сакала да им се заблагодарам. Споменавте промоцијата, а зад нас веќе течат фотографии токму од промоцијата која што ја имавте. Споделете ни каде, кој се беше дел од истата, како минавте вашето чувство од промовирање на ова дело. Веќе ги имаме фотографиите и на малите екрани, така да се гледа на смевката на вашето лице, срекни и задоволни од промоција на она што значи ваше парче во рацата на сите оние кои ве сакаат и ве почитуваат. Споделете ни каде беше промоцијата и
споделите вашето чувство за истата. Промоцијата беше во Сиеста гастротека, една интимна атмосфера. Одбравме токму како што е содржината на романот. Воедно се погоди тој ден, беше на 2 март, кога имаше многу дожд. А всушност во дел од романот се објаснува еден дел поврзан со небото и дождот, пошто небото, бидејќи небото како може да означува висина. Значи висина на она што треба да го постигнеме во животот. Има и исплакување на небото. И што тоа значи за земјата кога небото ќе се исплаче? Всушност земјата се радува кога небото плаче. Се погоди таа романтична атмосфера, тоа сакам да кажам, и навистина им благодарам на сите пријатели што беа дел од промоцијата, бидејќи секако, како што рековте, неминовно ме направија среќна, меѓутоа се гледаше и нивната среќа, владееше некоја позитивна и релаксирана атмосфера. Така, дождот не треба да биде причина за да не спречи да направиме нешто убаво, особено да излеземе од комфорноста на домот за да зграбиме едно парче кое што може да наодведе токму како што каже и самата авторка да не мотивира. Дното на моето небо ќе се најде во рацете на госпоѓа Драгица Славевска, на која се заблагодарувам што одвои време да ни се јави. Ова парче ова книга може да си ја подигнете од портирницата на Канал 5 телевизија, каде што ќе има со посвета од авторката токму на госпоѓа Драгица Славевска. Значи, госпоѓа Драгица, ви честитам, книгата заминува во ваши раце и истата ќе ја добиете со посвета од авторката, која воедно и вашиот, овој ден е и ваш ден, јавно да ви честитам на роден ден. Благодарам. Да ве прашам како го славите роденденот, како едноставно една убава дама како вас, дама родена во месецот на жените, на убавината, сака да го одбележи својот ден. Дефинитивно во кругот на најблиските. Благодарам, веќе од утрово пристигнуваат честитките за роденденот. Секако убав ден е. Роденденот се прославува. Јас би го споделила со сите, меѓутоа, нели, времето или состојбите овозможуваат да го прославиме со најблиски. Што е следно од вашето перо? Да очекуваме ново дело во подготовка? Сакате да ова 2023 ја заокружите со уште нешто што дополнително ќе излезе под ваше перо и со ваш подпис и кои се плановите? Да, имам веќе делото е готово од минатата година. Нели она процедура на изработка на еден роман бара време. Тоа што го велат писателите, романот е потребно и да одлежи одредено време, како кога би го прочитале, би го размислили, би го разгледале од еден поинаков аспект. Значи, вториот роман е веќе готов од минатата година и чека само да биде ставен во процедура на печатење. Некои од луѓето веќе ме праша кога ќе го имаш второто дело, барем од тие што беа на промоцијата, од како го прочита овој роман. Така што ќе има следно не само тој роман, него и повеќе. Не знам точно временски како ќе изгледа рамката на објавување, на публикување на романите. Секако тоа ќе биде со собствена некоја временска рамка која што ќе биде погодна и за мене, нели, како писател и за публиката. Во секој случај можам да најавам дека всушност овие два романи се почеток на еден подолг серијал. Тоа ќе се насети и во самата книга која ќе се чита, бидејќи има дел од карактерот на личноста која што е главен лик во овој роман, има дел од мојот карактер, а има и нешто од мојот живот. Апсолутно не е автобиографија, секако е фикција, меѓутоа секој писател остава собствен печат. Да ставиме ваша трага и на крајот на ова утринско издание, на ваша порака за сите оние кои не гледаат и се заедно со нас ова утро, кратка порака. Кратка порака. Јас би прочитала всушност од самиот роман. Тоа би било за книгата. Кога книгата има невидлива порака, заложбата да се разбере вистинската порака е рамна на мисионерска должност. Оставам една мисионерска должност да ја разберат пораката на мојот роман, читателите до кој што ќе допре. Ви благодарам многу, ви посакувам убав ден, убав роден ден. Благодарам што на вашиот ден одвоивте време и внимание, не само заедно со нас, туку и сите гледачи на Канал 5 телевизија да споделите убава мисла и секако одлично дело.